Почитувани сограѓани, заедно со вас, од ден во ден, работејќи посветено, преку многу проекти, ја изградивме општината. Ја урбанизиравме, ја раззеленивме, отворивме нови фабрики и обезбедивме многу нови работни места. Го подобривме образованието, отворивме нови градинки, воведовме јавен градски превоз, направивме многу и му дадовме на Прилеп модерен европски лик. Прилеп денес е град со кој сите се гордееме. Покажавме дека на народот му требаат вистински лидери, на кои може да им верува. Само народот е тој кој одлучува. Народот веќе јасно кажа, а на 15 октомври ќе потврди дека не е спремен да го жртвува својот начин на живот. Не е спремен за разнебитување на државата, за економски и социјален колапс. Не сака двојазичност и мигранти и нема да дозволи луѓе со лажни ветувања и провидно лицемерие да ја уништат иднината на идните поколенија во Прилеп. Почитувани сограѓани, големите моменти се родени од големи можности. Ја имаме можноста за само уште 2 дена да одлучиме самите во која насока ќе ни се развива животот во наредните 4 години. Можеме да одбереме дали ќе продолжиме да чекориме напред кон економски развој и добросостојба, или ќе се повлечеме во тишина и немој, мирно, чекајќи после разнебитувањето на државата да замре напредокот за кој сите вредно се боревме и да се урне иднината на нашите деца. Но нема да дозволиме да се случи тоа. Затоа мојот одговор е јасен. Има само еден начин да направите вашиот глас да биде слушнат и вреднуван. А тоа е да ја дадете довербата на луѓе кои работат, луѓе кои се блиски со народот, кои се посветени и искрени во своите намери, општината да биде дом достоинствен за сите. Од друга страна, имате луѓе кои во текот на целата предизборна кампања, без никаква програма, без никаква визија и проекти, успееа само да дадат нереални и лажни ветувања и да ги навредат граѓаните со својата неискреност. Велат субвенциите ќе се намалат, а земјоделците ќе имале подобар живот. Но на крајот на денот, прашањето не е дали ќе прекршат ветување, туку кои ветувања кои ги дале ќе бидат прекршени. Затоа јас, Петар Ристевски, искрено и достоинствено стојам пред вас и отворено ја барам вашата поддршка. Ве повикувам својот глас да го дадете за листата на советници на ВМРО ДПМНЕ и Здружената коалиција и кандидатот за градоначалник Маријан Ристевски. Ве повикувам да гласате за број 13. Секогаш работа, секогаш Прилеп, секогаш Македонија.